Добро утро повторно. Моментално се наоѓаме во лабораторијата гама спектрометрија или пак поточно кажано во лабораторијата за радиациона заштита која што постои од 1970 година и овде дел од оваа лабораторија е стручниот обучен кадар кој всушност работи и извршува мониторинг на животната средина. Денеска денешната тема е како се извршува мониторинг на јонизирачко зрачење во воздухот, а тоа ќе ни го објасни мојот денешен гостин, кој е дел од обучениот кадар Јован Јанушевски, физичар. Добро утро и драго ми е што сте дел од нашата емисија. Што представува јонизирачко зрачење и кои се извори, односно да направиме разлика помеѓу вештачки и природни? Да. Јонизирачкото зрачење представува е составен дел од електромагнетното зрачење и од неутрализирани частички, неутрални частички. Значи, многу важно е да се знае спектарот на електромагнетното зрачење, кој што е добро за гледачи да имаат повеќе информации, дека се состои од повеќе делови. Првиот дел е електромагнетни радиобранови, потоа микробранови, инфрацрвена област, видлива светлина, ние тоа што гледаме, ултравиолетово зрачење и потоа доаѓаат тие јонизирачки делови. Икс зраците, тоа е рентгенските зраци и гама зраците, кои што доаѓаат од распаѓањето на атомското јадро. Ова е зборуваме за природни извори на електромагнетни бранови. Исто јонизирачко зрачење може да биде последица од неутрализирани частички, како што се протони, неутрони, електрони, алфа частички и неутроните кои што се неутрални частички. Јонизирачкото зрачење во воздухот, се зборуваме во воздухот, доаѓа генерално од природното јонизирачко зрачење доаѓа од два дела, од самата земја и од космосот. Во самата земја има така наречени природни радиоактивни фамилии кои што цело време се распаѓаат од ураниум, едната низа е ураниум до стабилно олово и цело време имаме преку алфа и бета распаѓање добиваме друг елемент кој што е кој се распаѓа на наредниот елемент, кој тоа е последица на природната радиоактивност и нормално радиоактивноста од космосот, кој што доаѓа од неутрализирани частички кои што доаѓаат од космичкото зрачење. Тоа е. Тоа е природната радиоактивност, а вештачката радиоактивност е последица на нуклеарни проби, нуклеарни хавари, акциденти како што беше хаваријата во Чернобил и во Фукушима и така натаму. Тоа е вештачките извори на јонизирачко зрачење. Постои ли некоја граница на зрачење во воздухот и колкава е дозата кај нас во Македонија или во Скопје? Да, кај нас е нормално дозата во Македонија. Нормално не може да нема јонизирачко зрачење, тоа го викаме ние природен фон, бекграунд, така што во светски рамки се води како граници се земат од некај 70 наносиверти до 250 наносиверти. Во Македонија нормално цела држава има се наоѓа од тие граници, над 300 наносиверти се рачунува како некоја алармантна жолта фаза и над 700 наносиверти на час, тоа е брзина доза, се смета дека има зголемена радиоактивност, таа радиоактивност мора да доаѓа од некои извори. Затоа, например, ние како Институт за јавно здравје сме задолжени да вршиме мониторинг на радиоактивноста во Македонија, така што имаме поставено станици кои што нонстоп беспрестан од цела Македонија мерат брзина на доза. Колку мерни станици има? Има 12 мерни станици кои што нонстоп мерат брзина на доза и тие даваат информација колку е природниот бекграунд. Меѓутоа, во исто време ние ставаме филтри, наши филтри, кои што имаме високоволуменски пумпи, кои што имаат голем проток, некаде 600 метри кубни на час, абсорбираат голем број на частички во тие филтри, потоа тие филтри ги работиме гама спектрометриски. Сакам да објаснам која е разликата помеѓу две техники. Значи, преку мониторингот, преку станиците ние добиваме брзина на доза. Значи добиваме бројка, колку е таа концентрација. Меѓутоа, ако сакаме да видиме кои частички има кои частички ја придонесуваат таа доза, мора да направиме детална или квалитативна анализа. Тоа е со помош на гама спектрометриска метода. Таа е златна техника во радиолошката заштита, така што еве на спектар на мониторот може да се види еден спектар од аеросолите, од частичките во воздухот. Значи ние ги ставаме тие филтри, дадаме некој одреден волумен кој што се абсорбира во текот на месецот и потоа тие филтри ги работиме на, како што кажав, на гама спектрометриска анализа и ни дава детална анализа од сите природни и вештачки радионуклиди. Нормално, тука ги анализираме космичкиот радионуклид берилиум-7, кој што ги има секаде, и нормално го мониторираме колкава е неговата активност секој месец. Потоа калиум-40, кој што е природен најчесто присутен радионуклид, и цезиум-137, кој што е последица од хаваријата во Чернобил 1986 година, го има секаде во воздухот. Тој нормално со тек на годините ќе се намалува, меѓутоа бидејќи има голем период на полураспад од 30 години,
насекаде се го има и ние вршиме мониторинг. Може ли да појасниме подетално што е прикажано на мониторот, што означуваат тие црвени, сини, жолти линии? Значи мониторот ни го дава спектарот на ова нова анализа. На Y лоска се наоѓа колку частички имаме во единица време, бидејќи радиоактивноста представува број на распади во единица време. Колку атомски јадра се распаѓаат во некое време, тоа е активност. Тоа е се изразува бекерели. На Y лоска се дава бројот на частички во единица време, тоа викаме брзината на распад, а на X лоска се наоѓа енергијата. Сите радионуклиди емитираат зрачната енергија, викаме, на точно определена енергија. Некој зрачат енергија на една линија, така викаме, некој зрачат на повеќе линии. Значи од спектарот може да се забележи дека берилиум 7 емитира енергија на тој црвен пик на 477 килоелектронволти, цезиум 137 на 661 килоелектронволти, така натаму. Ние нормално знаеме и според тоа потоа софтверски го обработуваме спектарот и добиваме колкава концентрација на тој радионуклид, тоест колку бекерели на метар кубен во одреден волумен имаме во воздухот во Македонија. С тоа вршиме мониторинг. Овој мониторинг се врши долго време и за среќа е нормално таа активност на тие радионуклиди е нормална и секојдневна. Стручниот кадар овде, освен што врши мониторинг на јонизирачко зрачење во воздухот, исто така и на храната, на почвата, освен оваа опрема со која располагате и работите, од што се состои другата опрема овде во оваа лабораторија? Значи, Институт за јавно здравје, од лабораторијата за радиолошка заштита, радијациона заштита, имаме голем број на техники, како што кажав, мониторинг станиците, потоа гама спектрометрија, имаме мерење на радон. Радонот е најчесто присутен природен радионуклид. Значи од вкупна доза што ја прима човекот некаде во светски рамки се смета дека е 2,4 милисиверти во текот на годината, 50% таа доза е радонот. И радонот мора да се, бидејќи алфа емитер, има посебни техники, се мери со посебни детектори кои што ги имаме во сите видови мерење на радон, во почва, вода, воздух, ги имаме во Институт за здравје, ги имаме. Потоа имаме мониторинг за алфа бета зрачење, контрола на рентген апарати, калибрациона лабораторија, има многу техники со кои што се врши мониторинг на радиоактивноста во државата. Тешка ли е вашата работа? Општо и колку временски вршите анализи за тој мониторинг на јонизирачко зрачење во воздухот? Тешка. Не е тешка работа, мислам тоа ако се сакате работата, тоа е основно нешто како во секоја професија. Ние сме овде првенствено работиме физичари, хемичари и технолози, така натаму имаме друг кадар, друг технички кадар, така што работиме подолго време, обучени сме, имаме доволно опрема, работиме со тимот работи подолго време, така што мониторингот ни е една од главните активности што ги вршиме секојдневно. И покрај другите активности. Мониторингот ни е за тоа сме задолжени. Имам уште едно прашање за крај. Покрај јонизирачко зрачење во воздухот, постои нејонизирачко зрачење. Што представува тоа и како влијае на нашето здравје? Да. Значи за јонизирачкото зрачење е многу полесно да се зборува, бидејќи точно се знае колкава доза што може да предизвика, бидејќи после хаврите од Чернобил и другите нуклеарни катастрофи, нуклеарни проби, многу повеќе внимание се обрнува за тоа, бидејќи се знаат кои се последиците, знаете сте со таа катастрофа во Чернобил, се знае кои се последиците и колкави дози, колкави концентрации на радионуклиди може да предизвикаат разни видови на заболувања. Например, радонот е втор предизвикувач на рак на белодробови после никотинот. Значи, ако исклучиме никотинот, пушето на цигарите и никотинот, радонот е прв предизвикувач. Некаде процентуално во светот има околу 20% од болните за рак на белодробови се причината е радонот. Значи не е нешто друго. Така што за јонизирачко зрачење, како што кажав, е многу полесно, а нејонизирачко зрачење е оној дел од спектарот што го спомнав во почетокот на електромагнетни бранови кои што нема доволна енергија, тие електромагнетни бранови нема доволна енергија, не можат да влезат длабоко на ниво на клетка и да предизвикаат некои поголеми промени. Затоа, например, тоа мислам дека се уште е нова тема, така што за јонизирачко зрачење можеме да зборувам, за нејонизирачко зрачење мислам не сум компетентен. Нормално како физичар знам што е. Така, тука влегуваат, како што кажав, радиобранови, микробранови, инфрацрвена светлина, видлива светлина, UV зрачење. Тоа е дел од нејонизирачкото зрачење кој што ги имаме насекаде околу нас. Како и заедно ни дадовте доволно интересни информации, ви благодарам многу за разговорот. Благодарам за посетата.
Тоа беше Јован Јанушевски, физичар, кој што е дел од одделението за радиационна заштита и говореше на тема мониторинг, како се врши мониторинг на јонизирачко зрачење во воздухот.